Прво, во однос на тајноста на документот. Договорот со Бехтел и ЕНК, како и секој договор, мора да се повторува повеќе пати, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, подразбира приватност и доверливост. Тоа го има секој еден договор подпишан помеѓу било која влада со било која меѓународна голема мултинационална компанија, во кој што одредени делови на самата компанија мора да бидат доверливи. Во случај се работи за странски, сериозни компании и ова е праксата и на другите договори кои овие реномирани светски компании ги практикувале и во други земји. Тие доверливи информации се однесуваат на технологијата на работа на секоја договорна страна, на начинот на нивните пресметки. Тоа се клаузули кои секоја светска компанија од ваков ранг ги користи за да ги заштити своите проекти од конкуренцијата, и тоа не е никаков криминал и корупција. Замислите, ако сега седне владата и го објави договорот со Јагео, кој што ќе произведува чипови во технолошко-индустријската развојна зона, ја открие нивната технологија, која што би дошла во посед на нивната конкуренција. Ова дополнително не е прв ваков договор кај нас. И ние мора да ги почитуваме деловните тајни на компаниите, но тоа во никој случај не значи дека владата крие нешто што е од интерес на јавноста и нешто што би имало некакви негативни ефекти врз граѓаните. Клучните елементи од договорот кои што се од интерес за јавноста никогаш не биле тајна, како што е вредноста на договорот, начинот на реализација на договорот, како ќе се трошат парите на граѓаните. Владата за прв пат ги воведе алатките за отчетност во делот за менаџирање со јавните финансии и буџетот, што не беше пракса претходно и ќе остане доследна на овие принципи, што значи дека секој трансфер кој што ќе се направи до јавното претпријатие за државни патишта ќе биде објавен на јавни финансии, односно на отворени финансии порталот. Во однос на транспарентноста, прво, нема ништо тајно. Овој договор се подготвува 2 години. Се подготвува 2 години. Од носењето на специјалниот закон, преку управувачкиот комитет, преку подпишувањето на договорите со надзорот и со Бехтел и ЕНК, сите клучни точки и суштината беа пред очите на јавност. До сега се одржани и брифинзи со новинари, и со Стопанската комора, и истото ќе биде направено и со пратениците во Собранието. Пратениците во Собранието кои што имаат безбедносен сертификат, дел од пратениците, сакаа да бидат запознаени со деталите и веднаш им беше одговорено во однос на тоа дека штом ќе го определат телото од комисијата, каде што треба да дојде тимот од владата, тоа веднаш ќе го направи. Писмото е испратено до председателот на Собранието. Во однос на постапката, при случувањето на договорот, ја не знам свиркачи Мирко Свирко, кој што прави таму кај вас со договорите, сите постапки во однос на овој договор се испочитувани согласно со законот донесен од страна на пратениците во ова собрание, закон кој што сите вие го поддржувате. Прво, председателот на ВМРО ДПМН излезе и кажа дека ги поддржува коридорот 8 и 10 да се прават. Второ, подпредседателот на ВМРО ДПМН излезе, вика, ние го ќе дојдеме, уште 100 километри Бехтел и ЕНК да прави. Тоа на телевизија се кажано. Трето, вториот подпредседател на ВМРО ДПМН излегува и вика, да, ние сме за израда на коридорите 8 и 10 д. Единствено блокадата на ВМРО ДПМН што може да направи, која што блокада па ја прави вашиот шеф, не ја правите ни вие, бидејќи вие се криете. Пошто ја ќе ви кажам што се случува кај вас. Прво, амандманите ги поднесува ВМРО ДПМН, ги поднесува Левица. А вие предете како мачиња во америчка амбасада, види, не сме ние, вика, тоа Левица го прави. Сега, затоа ја имам кажано пред неколку месеци дека на првото столче овде треба да седи Димитар Апасиев. Бидејќи Димитар Апасиев ја води дебатата и ги води постапките на вкупната опозиција која што седи тука на левата страна. Во однос на запазувањето на постапката, договорот е склучен согласно со законот, согласно со работата на управувачкиот комитет
и согласно со она кое што го имаат дадено консултантите, кои што биле задолжени согласно со закон да ги направат сите потребни анализи. Тој договор нормално дека потоа ги поминал сите филтри кои што се потребни за одобрување на еден договор и врз основа на овластување од владата, министерот за транспорт и врски како ресорен министер и директорот за јавно претпријатие за државни патишта како институција која што е задолжена за финална верификација на се она кое што ќе биде правено на коридорот 8 и 10Д, го имаат подпишано договорот. Тој договор на барање на јавното обвинителство е во постапка на доставување од страна на јавното претпријатие за државни патишта. Исто така направени се брифинзи, дополнително ќе бидат направени брифинзи и на крајот ќе имаме проект кој што ќе биде реализиран. Дали тој проект ќе биде реализиран во побрзо време или ќе биде реализиран поспоро и поскапо, зависи од блокадата која што ја прави во оваа собрание вашиот шеф Димитар Апасиев, а која што вие ја поддржувате. И ќе ви кажам зашто ја поддржувате. Уште еднаш ќе ви повторам. Во амбасадите идете таму како мачиња предете, ние се поддржаваме, а оваму вика, абе знаеш, ама левица ги поднесе амандманите, сега ние немаме што да правиме. Затоа ќе си застанете еднаш зад стратешките интереси на државата. Како што не влеговте за Фронтекс, тогаш требаше да влезете за Фронтекс. Како што требаше да поддржите предлог европски за отпочнување на преговори со Европска унија, јас сметам дека требаше да влезете. Како што треба да поддржите продолжување на патот на Северна Македонија во Европска унија, исто така сметам дека треба да го поддржите. Бидејќи нашата држава е држава на сите граѓани. И сите граѓани заслужуваат да ги имаат истите права кои што ги имаат граѓаните, како например во Скопје, во Велес, во Гевгелија, бидејќи тие се наоѓаат на потегот на коридорот 10. Не заслужуваат граѓаните на североисточниот регион, Крива Паланка, Куманово, не заслужуваат граѓаните на Струга, на Кичево и така натаму. Ја не давам граѓани по етничка основа, гледам почнавте и по етничка основа да ги делите. Слушам некој таму вика коридорот ќе бил граница. Па кај се видело коридор да биде граница? Граница е мрежа, не е коридор. Коридор ги поврзува луѓето. И треба да застанете за интересите на сите луѓе. Можете вие да довикувате колку сакате. Ама треба да застанете еднаш зад интересите на оваа држава, она што треба да се направи. 30 години ние немаме коридор 8. 30 години државата е зависна од Солунско пристаниште. Штитите ли нечи монопол со ова? Чиј монопол штитите со ова? Чиј монопол се штити? На една фирма што има само представништво во Солунско пристаниште. Зошто да не можат нашите фирми да се снабдуваат од Бургас и од Драч? Зошто да не се либерализира? Зошто да немаме инвестиции во градовите кои што немаат аутопатишта, кои што немаат железница? Па сели у Скопје треба да се случува. Ви благодарам.